Бојан Јовановски, татко му, неговата асистентка Јасна Ерцеговиќ и екс-претеничката од социјалдемократите Фросина Ременски да бидат прогласени за виновни и да им ги вратат парите на оштетените, бара обвинителството. Јовановски се здружувал со познати личности, се со цел јавноста да верува дека неговата организација е за хуманитарни акции, а во позадина тој и останатите обвинети се стекнале со лична и имотна корист, а при тоа ги измамиле бизнисмените Силијан Мицевски и Адријан Азески. Знаел дека не можело да се обезбеди државно земјиште ни за двата проекта. Неспорно да тој бил во континуиран контакт и со градоначалникот на општина Битола и на општина Катмош. Но оваа околност ниту еднаш не им ја соопштил на оштетените. Напротив, тој и понатаму ги држал во заблуда тогашниот премиер, дал поттик за една соработка, а не дека имало моментална соработка за конкретна работа, односно за предметните договори. За одбраната Боки 13 е невин. И тој еден материјален и вербален доказ не укажал дека Јовановски, но и останатите обвинети имале намера и сториле измама и переле пари. Како тоа е Силјан Мицевски оштет измамен од страна на Бојан Јовановски, кога самиот тој Силјан Мицевски на расправа пред овој суд од 29.4.2021 година наведува дека прочитал во дневната новина Нова Македонија за овој проект и затоа пристапил и стапил во контакт со Меѓународниот сојуз. Јасна Ерцеговиќ пак го убедуваше судскиот совет дека таа ниту еден подпис не ставила како подпредседател на невладината и ниту една трансакција не направила со умисла да учествува во измама и перење пари. Екс-подпредседателката на социјалдемократите Ременски рече дека тоа што била јавна личност не била причина да биде обвинета, ниту знаела за договорот за старечки домови, а уште помалку за неговиот финансиски дел. Бојан Јовановски алијас Боки 13 не даде свој завршен збор, немал време да се подготви, но тоа ќе мора да го стори на следното рочиште, пошто ќе следува присуда.